Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерва во нашата, верувам и ваша емисија, во Потрага по вистинскиот збор, разговараме со Кристина Краличин, која што во поново време е се повеќе актуелна во нашата духовна македонска средина, со незините книги, и веднаш да кажам дека деновиве беше промовиран низиниот нов роман, Извештајот на Рената, а овие денови, исто така, Кристина ќе биде присутна во Битола на Фестивалот на монодрамата со низиниот монодрамски текст. Но велат дека секогаш мора од некаде да се почне, па и овој наш вечерашен разговор ќе го започнеме со нешто што е битно за вас, посебно, а тоа е спојувањето на повеќе јазици, или, да бидам попрецизен, вашето образование опфаќа италијанистика, американски студии и европска економија. Неколку различни дисциплини кои што го обликуваат вашиот книжевен глас, ама ја би рекол и вашата богата и содржајна личност. Ајде во одбрана на ова што го реков, проговорете малку за овие навидум различни, а според мене сепак многу слични и единствени сфери кои се компримираат, се спојуваат во една целост, а тоа е личноста и образованието на Кристина Краличин. Благодарам за прекрасната најава, Христо. Навистина бев почестена кога ми ја испративте поканата да учествувам во оваа прекрасна емисија, која што многу значи во македонскиот етер и која што верувам дека учествувале многу познати автори и оние кои што создаваат и креираат и оставаат простор и печат во македонскиот етер. Имено да ги поздравам и гледачите на Вистинска телевизија, бидејќи навистина е убаво што оваа вечер сме тука заедно. Да, за моите почетоци и мојата основа, почнуваме со образованието. Италијанистика, американски студии, тие се дел од филолошкиот факултет и секако имаат влијание, па мислам дека и најголемо влијание, затоа што филолошки факултет е филолошки факултет, филологијата се наука за јазикот, за примената на јазиците и кога навлегувате во други култури, осознавате повеќе за самите култури, за нивниот јазик, така што италијанскиот јазик ми даде сензуалност, бидејќи тој има ритмика, мелодија, музикалност и таа сензуалност посебно влијаеше во оној дел на мојот поетски израз. Во однос на американските студии, пак, од друга страна имаше една поинаква обширна, по-сеопфатна концептуалност и ми даде слобода како автор, затоа што во американската литература, може на некој му е познато, има не толку убави теми кои што се офатени, но се вистините. И токму тоа ми даде еден поинаков пристап при творењето на моите дела. Додека пак економијата ми ја даде структурата, формата, логиката, еден вид на дисциплина при формирање на одредени пред се прозни дела. Мислам дека сите заедно не би ги гледала како нешто одвоено, туку како еден вид на пренесување на мислата и целиот тој спој дава одредена структура или има одредено влијание во она што сум го творела. Убедливо, романот е процес. Значи, ако земеме дека италијанскиот јазик повеќе имал влијание во сензуалноста, емотивната нота, во творењето на поезијата, убедливо економијата многу повеќе придонесува кон структурата на прозните дела или на романите, затоа што романот е процес, не е само интуиција. Јас ви благодарам на почетокот за вашиот исцрпен одговор и веднаш да кажам дека убаво е кога една личност
има не едно во едно, дај Боже и 2 и 3, па и повеќе во едно. И јас исто така сум економист, дипломирав на економски факултет, а магистрирав и докторирав на книжевност. И мислам дека тоа ми е најголемата предност во животот, бидејќи економијата е битна и присутна кај творецот и при создавањето во творештвото. Да знаеш да економизираш со зборовите, да знаеш дека има влез и излез, да знаеш што е бенефит, што е минус, што е салдо и слично. Но, да кажам веднаш дека вие пишувате и поезија, и проза, поточно романи. Јас го покажав вашиот најнов роман, Извештајот на Рената, што е дел во овој миг од една читирологија. Тоа се романи со фикција, значи покрај Извештајот на Рената, тука се и ромените Последна шанса за втора клапа, потоа Денот пред да се стемни и Дното на моето небо. Инспиративни, необични наслови, но тука е и биографскиот роман. И историски. И историски, посветен на вашата прабаба. Ицана. Затоа и насловот е И, како иницијал, меѓутоа и како нешто што продолжува. Тоа и секогаш поврзува, така е поврзува. Ама и навестува дека има 3 точки. Дека има многу продолжетоци. Тоа е за македонскиот идентитет. Така, и тука се вашите поетски книги. Првата ваша книга, Патот на душата, по зборот што гори, потоа Една ноќ и Подарок за жената. Но, овде имаме и ваши 2 книги, објавени La poesia come entità ideale. На италијански. На италијански и Love the differences на англиски. На англиски. Сакај ги разликите и поезијата како ентитет. Ќе проговориме малку подоцна и поодделно за вашите книги, значи слободно може за било која ваша книга да надополните, да кажете нешто повеќе, но сакам на почетокот да ве прашам, бидејќи пишувате и поезија и проза, односно романи. Што е тоа што го одредува изборот на формата? Кога една приказна станува песна, а кога роман? Убаво прашање. Не одлучувам јас, одлучува текстот. Така. Затоа што постојат идеи кои што доаѓаат експлозивно наеднаш, како блесок. Мисла која што доаѓа веднаш и има посебен набој на емоција и на енергија. Тогаш тоа убедливо е поезија, кога треба да се испише веднаш. Меѓутоа, постојат идеи кои што бараат малку повеќе анализа. Кога самата идеја што ми доаѓа, мене ми се случило често да пишувам, мислам дека почнувам со поезија, меѓутоа добива одреден развој текот на некои настани, некои дејства и сваќам дека почнува тоа е почеток на некој роман. Кога треба да се изгради ликот, да се направи една слоевитост, поголема, комплетна и комплексна целина, убедливо тогаш станува збор за роман. И двете се важни, но имаат различно ниво на енергија. Би рекла повеќе дека тоа е различна внатрешна состојба. Велат дека песната е секвенца, флеш, блиц, миг, и дека ако во тој миг не ја напишете, односно не ја запишете како идеја, како мисла, како размисла, никогаш повторно нема да ви се врати во тој првичен облик и попусто ќе пишувате истата таа песна, бидејќи таа нема да биде истата. Ќе биде некоја преработка, некој втор изблик и слично. За разлика од тоа, во прозата можете и да се навратите, па да ги моделирате ликовите. И треба да се навратите. И треба да се навратите, да ја развиете приказната, па почетокот да биде крајот почеток или слично.
за разлика од песната, која што, како што реков пред малку, е само еден миг, еден импулс, еден изблик и, убаво рековте, тоа не зависи често од вас, туку зависи од идејата, од тој инстинкт, тој нагон, што во одреден миг ве тера тоа да го направите или да не го направите. Вие во вашето творештво, кажав пред малку, дека ги користите и италијанскиот и другите јазици, англискиот, па сакам да ве прашам, кога пишувате, дали размислувате исклучиво на македонски или на некој од овие други странски јазици, бидејќи за мене е богатство да можете и знаете, односно умеете да пишувате и на друг јазик. Така. Зошто да не пишувате и на италијански, да не пишувате и на француски, на англиски, бидејќи тоа е само еден голем плюс. Така, една професорка рече, колку јазици познаваш, толку луѓе си. Баш така. И убедливо јазиците имаат големо влијание. Пред се би рекла за Италија е со богата литературна книжевна традиција. И Италија сама по себе, италијанскиот јазик носи една прекрасна литература полна со емоции. И тие луѓе мислам дека сите пишуваат поезија во Италија. Познати се и генерално италијанците како народ, нели, како сензуални, како емотивни, топол народ. Во однос на размислувањето на кој јазик, морам да кажам дека македонски секако, бидејќи е мојот мајчин јазик, е најдлабок, најцврст, затоа што кога творам, тоа е моето детство. Так. Тој е мојата емоција, тоа што сум јас, значи е најдлабок при пишувањето македонскиот јазик. Италијанскиот јазик од друга страна ми ја даде таа естетика и сензибилност, и кога се размислува, суштината секогаш е иста кога пишувам. Тоа е таа суштина што сакам да ја пренесам, било да е македонски, било да е англиски, било да е италијански. Некако би го рекла исто чувство пренесено пред три различни огледала. Така, убаво кажавте. Италијанскиот јазик ја има таа сензибилна нота и кога се пишува има и поголем фонд на зборови, тоа морам да го кажам. Има поголем опсек и едноставно поголем е изборот на изразување, побогат, додека кај англискиот јазик ме тера да бидам прецизна. Тој е чист, јасен јазик, дури некогаш подобро е да размислиме по форма англиски како да се изразиме, за да добиеме една чиста мисла од почеток до крај на реченицата. Така што ми се случува да творам и на еден и на друг, но секако во секое творење мора да постои подкрепа со мајчиниот јазик. Авторот секогаш се бара себе си и секогаш е во некој собствен, би рекол, расчекор или себебарање, од една страна помеѓу слободоумното, од друга страна помеѓу екзактното. И убаво што ја направивте ова компарација на италијанскиот како посензибилен, помелодичен јазик, од друга страна на англискиот како попрецизен, посуопарен, поекзактен јазик, но сепак сме ние тоа што сме, ние сме тоа тело дух, ние сме македонци од Македонија, со сите наши предности и мани, и најверојатно определени сме да бидеме такви какви што сме, уште со нашето раѓање, со нашите родители, нашето семејство, нашиот ген, но и местото каде што сме се родиле и каде што живееме, бидејќи дишиме овде воздух, газиме овде земја, се едно дали та земја е со асфалт или е со макадам, но убаво кажавте дека првенствено ние
сме тоа што сме. И затоа моето следно прашање повторно се навраќа на тој наш натрешен глас, наспроти тие надворешни, наднационални рамки. Сакам да ве прашам, дали еден локален автор, колку и да звучи ова грубо, е осуден на свој пораст и своја бездна, доколку не излезе надвор од тие локални граници и рамки и бариери и доколку не го почувствува и не го понесе интернационалниот дух. Какво е вашето лично досегашно искуство на овој план? Јас сакам да оставам свој печат, сакам да останам достојна на својот контекст. Меѓутоа, од друга страна, сакам да биде глас кој што ќе допре во светски рамки, доколку е тоа можно. Би рекла дека оној што пишува искрено, макар тоа било и локално, од локално подрече, ако е вистински напишано, понатаму преминува, да, и универзално, меѓутоа патот неминовно нема да му избега за да можеби ги пробие границите на државата. Сепак литературата по мене е самата по себе интернационална. Так. И треба да не го гледаме ограничувањето во рамките на границите. Токму литературата е таа која што може да пробие многу побрзо и полесно од било кој друг сегмент во една држава и во едно општество. И мислам дека авторите, ако пишуваат искрено, дека тоа ќе биде препознаено. Сега има и поголеми можности со технологија и начини како да еден автор кој што се стреми неговото творештво да излезе во пошироки рамки, едноставно може да го пронајде патот. Сосема се согласувам со вас и сметам дека наспроти сите забелешки, дури и стереотипи поврзани со глобализацијата, бидејќи само тогаш кога припаѓаш на едно поширок глобално семејство, ти не си непознат, не си анонимен, не си локален, туку си дел од една универзална космополитска мапа. А ние токму тоа сакаме да бидеме звезди на небото, каде што има и други звезди, ама сепак да бидеме и ние дел од тие многу силно звезди. Да сјаеме. И да бидеме сепак некоја посебна, различна, своја, специфична звезда, ама која што сјае единствено, ако може да има некакво заедничко, глобално, големо небо и да има можност за да се компарираме, да се споредиме со другите, да знаеме каде сме, какви сме, со кого сме. И во врска со сето тоа, еве едно конкретно прашање. Вие сте добитничка на повеќе меѓународни награди, особено во Италија. Како тие признанија влијаат врз вашата авторска самодоверба и одговорност, бидејќи, да не се лажеме, сите награди и признанија изначат, израчат. Не мора да се парични, некогаш е доволно да носат име на некој познат автор, на некој великан, и тоа е најголемата награда. Но наградите и признанијата што се добиваат во странство, секогаш, ова го тврдам и од лично искуство, се пообјективни, бидејќи таму не ве познаваат, туку го оценуваат и го вреднуваат исклучиво творештвото. И можат само да се чудат кој е овој, што не го знаеме, а еве напишал нешто вредно, нешто значајно. Дали го споделувате вашето мислење со ова моје прашање, овој мој став, дека наградите во странство се многу битни, многу мотивирачки, многу, би рекол, дури некогаш и пресудни. Тие се како чаша вода во пустина. Ако некој тука не ве забележува,
тука некој не ве чита, не ве вреднува, некој на некое друго место го прави токму спротивното. Се согласувам со тоа што убедливо кога сме во помало место на локален терен, сите имиња до некаде се познаваат, така да речеме помеѓу себе оние кои што творат. И ќе се изедеме едни со други. Па не би навлегувала под стакленото ѕвоно. Не би навлегувала натаму. Во таа насока сакам да кажам, кога веќе се знаете субјективното и да не сакате влие. Така е. Мора да постои, мислам, тоа е човечка природа, субјективизам. Важно е да остане колку може човек пообјективен, збориме во локален контекст. Так. Затоа, токму тоа е потврда дека кога во меѓународни рамки има одреден автор успеси, добивање признание, убедливо е само објективизам, ништо друго не може да биде. Тоа значи дека тоа што го напишал, вреди. Так. Но автор кој што пишува само заради признанија, значи за да ги добие и да ги има признанијата, неговото творештво е кревко. Точно. И тоа е за жал така. Затоа ќе се навратам и на претходниот одговор што го имавме. Добре. Кога авторот пишува вистински, искрено, со голема длабочина, анализа, со емоции пред се во творештвото. По мене не постои творештво ако нема емоција. Апсолутно. Бидејќи емоцијата е изразот на тоа што се пишува. Во спротивно ќе биде извештај, статистика, еве, за економски што спомнавме, ќе биде нешто сосема друго. Затоа, јас лично творам за себе, но творам за нешто што ќе остане во иднина. Сакам да подарам на генерациите што следат добра, квалитетна литература. Добро, во вашиот одговор е содржано и моето прашање, кое што нема да го поставам и ќе одговоривте. Вие создавате дела, создавате книги со надеж дека нив некој, некогаш, ќе ги прочита, ќе ги вреднува, ако тоа не се прави во овој миг, актуелен миг. А во врска со наградите и признанијата, во еден период напишав еден текст дека во нашата средина во Македонија има писатели како новогодишни елки, на кои што елки, колку и да им ставите ѕвона и прапорци, им се малку, лампиони, балони, тие сакаат сите можни награди и признанија да ги земат, само затоа што се живи, што се академици, што се универзитетски професори и слично. И тие другите, ако сакаат да ги добијат тие награди, треба да бидат долговечни. И второ, да ги добијат тогаш кога овие другите веќе ќе го поминат редот. Ќе го поминат редот. И уште нешто. Каква е смислата една иста награда некој да ја добие 2 пати, 3 пати? Таа е иста награда. Како ќе напишеме во биографијата? Ја добил таа награда 2 пати, 3 пати, 5 пати? Нема никаква смисла. Наградите се да ги мотивираат младите, наградите се да ги стимулираат тие што не ги добиле. А еден колега писател ми рече: "Ма Христо, ти забораваш дека јас ова награда сум ја добил, ама и сега ми е мило и драго што ја добивам по втор пат поради парите." И јас тогаш, бидејќи бев доведен во заблуда, мислев дека прв пат ја добива, размислував дали да се изземам како член на жирито и да кажам: "Ова награда јас не ти ја давам по втор пат, бидејќи нема смисла наградата да е награда поради средствата." Но, да одиме малку на поубави теми. Добро, тоа е дел од... Бидејќи ова е реалноста за која што говорим. Да речеме јавна тајна. Јавна тајна, така. Или многу награди однапред се знаат. Или, уште попрецизно, се формира жири, кое што треба некому да даде награди и однапред се знае кој ќе ја добие таа награда. А сите други попусто трчаат, џабе трчаат, бидејќи однапред се знае победникот. А вие имате поголемо искуство секако. За жал. Шом вака ламентирам,
Значи, дека со право сум огорчен и со право ми паѓала косата и сум се нервирал, но ништо не сум можел како поединец да сменам. И попусто јас сум се надевал дека ќе добијам некои награди, па никогаш не сум ги добил. И сум сватил дека можеби и сите тие награди, признанија, не се толку значајни и битни, дека сепак позначајно е ако напишете некој добар стих или некоја убава песна. Да оставите нешто што ќе остане за сите. Некој друг што ќе го вреднува, можеби отпосле. Најважно е да не се изгуби стимулот за творење, музата, што велат, инспирацијата, надежта. Па уште тоа, ако не... Јас, мене не може, апсолутно не ме допира системот на наградување. Одлично. Секако дека во даден момент го вреднувам, во даден момент е јасно за каков квалитет станува збор кај одредени дела. Не сакам никого да навредам. Тоа едноставно секој си го знае лично за себе и најверојатно секој знае и колку вреди. Токму тоа и кај мене. Јас знам колку вредам како некој што се вложува максимално во творештвото. И затоа велам, и да не е во овој живот мој, додека е актуелен, книгата кога се пишува останува вечно. Колешке Кристина, ќе ве утешам. Вие, како и јас, ќе си имате некоја пензија од 20 или не знам 30.000 денари, а некој друг ќе си има национална пензија и нема да ви биде сеедно, но тоа се други теми. Реков пред малку да говориме сепак за нашето творештво и за една убава работа поврзана со вас. Вие сте назначени, односно избрани за амбасадорка на Академијата на Парнас. Според мене тоа е значајно признание и сакам еве за гледачите накусо да им кажете, да им појасните што значи тоа. Која е таа мисија што вие ја имате како амбасадорка на Академијата на Парнас? Тоа е исклучителна чест. Меѓутоа со себе носи и одговорност. Значи, да се биде амбасадорка на Академијата на Парнас од Сицилија. Така. Тоа значи дека јас во денешно време сум застанала рамо до рамо со големите италијански великани од типот на, јас секогаш љубам да го кажам, бидејќи ова прашање ми го имаат поставено и други медиуми, Луиджи Пирандело. Кога ученикот доаѓа на некое рамниште со учителот, за него тоа е најголемиот успех. Абсолютно. Јас за Луиджи Пирандело сум учела, сум студирала, сум полагала испит, а сега тој каде што бил на времето Аркад, бидејќи членовите во Академијата се нарекувале мали и големи Аркади, и тие имале посебна улога во општеството пред се во Италија, меѓутоа и во светски рамки. Се работи за академија која што не е образовна институција во моментов, туку е нешто од типот на Ману кај нас, во која што членуваат познати дејци, уметници и други личности од културната и општествената сфера во Италија, и имале за цел на некој начин да го критикуваат или исмејуваат општеството, кое што не придонесувало кон градење на моралните вредности, туку кое водело кон одредена декаденција во тоа време. И тоа успешно го правеле, и тие се на еден начин борци во тоа време за едно подобро утре. И тоа што го создавале пред се било поезија. Сега замислете на таа Академија Парнас, мене ми се доделува диплома во која што вели амбасадорка за земјите од Балканот, односно балканските земји. Отлично. И тоа е зошто велам одговорност, затоа што таа титула кај мене придонесува понатаму за одреден развој, испојување на Балканот и изнесување на Балканот како култура и со традиција собствена во европски рамки. Тоа е ставање и на нашата држава Македонија во рамката на Европа на книжевноста. И исклучително ми значи. Ми дадовте шлагвор за следното прашање. Вие сте основач на Арс Лирика Балканика, токму денови ве актуиран е конкурсот. Сакам да ве прашам, колку е важна
ова регионална книжевна поврзаност денес, односно дали современата поезија што се создава, што се пишува на Балканот, има заеднички јазик или сепак доминираат националните специфики? Јас би го рекла Балканот како заеднички емоционален код. Поезијата на Балканот има ритам, има посебна јазичен начин на изразување, односно би рекла и со нота на меланхолија. И тоа се проследува генерално по литературата на Балканот. Она што можам тука да го нагласаме, поезијата, бидејќи во случајот не работи нели за поетски конкурс, е таа која што обединува нешто што историјата на времето разделила. И поезијата во случајот е мост, и овој конкурс дава можност на некој начин и за другите автори. Не постои конкретна некоја платформа која што функционира и екзистира во сите земји на Балканскиот полуостров, токму заради комплексноста во историски рамки во историјата на државите кои што се наоѓаат, на земјите кои што се наоѓаат на Балканскиот полуостров. Меѓутоа, токму поезијата ќе биде таа која што ќе направи платформа за размена на идеи. Тоа е еден вид на диалог, овој поетски конкурс, да, сега е актуелен. И со самата титула што јас ја добив минатата година од Академијата, еве веднаш се роди плод, а тоа е оваа специјална секција при конкурсот во Италија, со одредена селекција што ќе бидат избрани поголем број на поеми, тие ќе учествуваат и во италијанскиот конкурс. Интересно е што досега конкурсот е објавен како таков, значи како соопштение по медиумите во сите земји во регионот. Имаме и на романски, српски, хрватски, дури бугарски, албански, значи буквално од целиот регион, и голем број на творби се пристигнати. Медиумите се сигурно некаде околу 40 објави има до сега. Авторите се можат да творат на сопствениот мајчин јазик, со тоа што можат, но и не мора да имаат преведена песна на италијански или на англиски, која понатаму ќе оди во Италија. Тоа е затоа што така беше договорено со генералниот директор на италијанскиот конкурс, да не се прави еден вид на ограничување при поднесување, затоа што секој твори пред се нели на својот јазик. Кога се работи поготово за поезија, најлесно се изразуваме на нашиот мајчин јазик. Затоа беше оставено така да секој автор може да се изрази на својот јазик, а понатаму да тоа ги пробие сите граници државни што во моментов се наоѓаат на овие територии, односно на оваа територија, и како такви да бидат испратени во Италија. Убаво е што се роди, што се создава уште една убава иницијатива поврзана со Балканот. Во самиот збор Балкан, тоа значи крв и мед, се содржани медот и крвта, или како што во еден разговор со професорот Ферид Мухич, кога говоревме на тема Балкан, тој рече дека да си од Балканот, односно си балканец, е голема предност. Наспроти поимањето и посекувањето на многумина, да те идентификуваат како римата на Балкан, Валкан, дека ако си од Балканот, тоа значи дека си со некој хендикеп, дека си деградиран, дека не си рамноправен со другите пошироко од Балканот, со Европа и светот. Но Балканот има своја препознатливост, своја оригиналност, своја специфика, своја душа, и мислам дека токму овој конкурс тоа и ќе го покаже и ќе го докаже, а дека сте вие необична личност, тоа се гледа и по досегашниот разговор, но и по податокот, односно фактот, дека сте
член, односно членка и на Менса. Од каде сега членувањето во Менса? Бидејќи да си дел од Менса, тоа значи да си дел од една аналитичка асоциација, каде што главно преовладува, доминира интелектуалната носивост, интелектуалната дисциплина, а може би економијата, економските студии се заслужни за оваа ваша определба. Интелигенцијата се носи, мислам дека пред се вродено. Иако секако може да се надоградува, може да се обликува, меѓутоа тоа е сепак дел од оној човек кој што ја има. Во Менса, не знам, предпоставам дека гледачите знаат дека се работи за луѓе кои што имаат надпросечна интелигенција. IQ? IQ, да. Па, значи, во оние тестови кои што ги правиме и кои што се прават во моментот, во живо, лично, има тестирање на Менса. Резултатите не се споделуваат, дури ни помеѓу членовите, затоа што тој што сака да каже, може да каже, тоа не е апсолутно забрането, да. Меѓутоа, за да се влезе, потребно е да има IQ минимум 135, мислам. Да, 132 или 135 IQ. И тоа е 2% во, значи, највисоко интелигентните луѓе на планетата Земја. Значи, останатите 98 имаат под тие поени, односно под тој IQ или коефициент. Јас сум во 1% повлез, што значи уште повисоко од 135. Во тој 1% ми беше мене резултатот и значи, дојде случајно тестирањето, апсолутно не беше некоја посебна намера, вака како со вас дискутирав со еден човек кој што имал мерење на интелигенција. И јас го прашав што, како се поклопија, некогаш се случува синхроницитет, ке мене често се случува синхроницитет. Мислам за различни работи, во случајот за Менса, мој колега имаше, јас проверив да видам што е со Менса, знаев што е Менса, меѓутоа никогаш немав посебен интерес да измерам интелигенција. И го прашав, гледам дека имаш лајкови на Facebook страницата на Менса, колегата кај што работам, велам да не имаш нешто поврзано со тоа. Не, вика, јас само чисто ги пратам и така натаму. Само што дискутиравме, претходно зборував со некој, само што го направивме тој разговор, ми вика, нема да веруваш, Кристина, ми дојде порака и тоа од председателот дека има тестирање на 22.2. И едноставно тоа кога дојде јас го сватив како еден вид на, не знам, како покана, дека треба да отидеме да направиме на тестирање. Како стоиме ние македонците на тој план? Јас мислам дека сме поприлично Па зависи од интелигентни. Вака сега тие што се пријавуваат генерално веќе имаат некое ниво на интелигенција, нели? Тоа би ги интересирало, би го слушнале, размислуваат на темата, можеби се обедуваат, имаат факултет, можеби со некој бекграунд што може да помогне од прилика во решавањето на прогресивната Равенова матрица, такви се тестовите. Меѓутоа, сепак, логичкото расудување, следењето на шеми, примената на тоа што го имате како искуство, тоа е лично индивидуално. И токму затоа така се направени тестовите. Значи, генерално добро стоиме, не сме нити некаде долу, меѓутоа не сме во земјите кои што имаат највисок IQ, иако официјалните податоци не се многу од блиска иднина, од блиско минато, туку се малку позастарени и не знам дали постои таков, знам дека има кои што се појавуваат по медиумите, понекогаш има некоја анализа која што се споделува, меѓутоа таа не е официјална и не е од Менса International. Затоа што член во Менса Македонија станува и член во Менса International и има контакти, може да шири познанства и да се запознава со луѓе кои што се надпросечно интелигентни во другите држави. Во однос на прашањето... Да прашам директно. Ајде. Што значи ако било кој од нашите гледачи се пријави во Менса, се тестира, добива сертификат?
не добива сертификат, добива од Бројка. националниот психолог, Добро. кој што е само еден, тие резултати се комплетно затворени, значи не се споделуваат, никој не може тоа да го знае, значи добива само имейл на кој што пишува над колку може да има коефициент на интелигенција, бидејќи мерењето зависи во моментот од состојбите, од емоцијата, нешто не се случило, сме биле преморени, не секогаш исто ќе решиме одредени задачи што ни се дадени. И ако е задоволен од резултатот? Не, ако го поминува, ако е задоволен, значи ако го поминува, тој може да е задоволен и со 120. Некој е задоволен можеби и со 100, бидејќи просекот е од прилика помеѓу 90 и 100, тука некаде. Или 110. Значи, практично, тој треба да го има минималниот праг, она што го спомнавме со 135 IQ, за да може да влезе и тогаш би платил членство, би бил дел од организацијата, може да учествува на средби активно и така натаму. Значи, во однос на, да се вратиме со литературата, ова беше мала дигресија, убедливо дека интелигенцијата помага пред се во аналитичноста, во поставување на структура, на комплексноста на романите, зашто знаеме дека романот е нели цел процес на пишување. Меѓутоа не сме да кога креативноста си бара слобода и не сме аналитичноста или интелигенцијата само кон тоа и да се внесеме само кон тој момент на анализа на одредена позиција или не знам одредено дејство додека се пишува. На креативноста и треба слобода. Тогаш би бил вештачки механички роман со апсолутно ќе надминеме во анализи, во некои статистики или податоци, информации, баш токму мислам дека ќе се надоврземе на темата и со овој роман затоа што има внатре доста анализи во основа на историја, археологија, култура и така натаму, цивилизации. И тоа е добра особина, што јас, например, го поседувам, затоа што мора да постои одредено истражување, но од друга страна, не сме тоа да биде истражувањето основата. Мора во даден момент да престане истражувањето, бидејќи токму тогаш душа и срце. Тогаш почнува создавањето на текстот. Бидејќи од режија ми покажа дека имаме само уште 2 минути, ќе завршиме со вашиот најнов роман. Неодамна имавте една необична промоција, еден спој меѓу литературата и сликарството. Така. Знам дека е тоа најубавиот модел, би рекол. Се разбира, може тука да се инкорпорира и музиката, и филмот, и театарот и слично, но некако ми се многу прилежни литературата и сликарството во единствен заеднички конгломерат. Видов од медиумите, социјалните мрежи, дека промоцијата ни беше масовно посветена. Сега останува на гледачите да бидат и ваши читатели, да ја побараат оваа книга, да ја прочитаат, а вие да ми одговорите на крајот од овој разговор што е тоа ново што сега, на што работите сега, што сега создавате, што можеме да очекуваме од вас, бидејќи знам дека сакате да изненадувате и дека сигурно подготвувате некое ново изненадување. Во моментов сум посветена на конкурсот и на Арс Лирика Балканика и сакам да го доведам до крај, да биде достоен и да почне една традиција која што нема да заврши така брзо. Романот убедливо е дел од едицијата која што ја представивме и на почетокот. Како последно дело мислам дека заслужува достојно да биде представено пред јавноста, бидејќи во него се содржи човечкото, во него се содржи повеќе има за екосвест, малку да се разбудиме, кај сме, што сме, токму затоа Африка е одбрана како дел од описите и таа го живее, практично самиот лик е Африка во делот. Атмосферата, просторот е дел од самото објаснување на романот. Како што спомнавме, монодрамата е исто така актуелна во Битола. Понатаму ќе видиме, меѓутоа јас точно имате добар впечаток, не престанувам да творам и нема да престанам никогаш. И да ве коригирам само малку, суптилно, рековте
последна книга? Не, најнова книга. Најнова. Еве ви. Последна никако. Никако. Еве ви еден фломастер, одберете и напишете ни нешто како порака и подпишете ни се. Еве овде на оваа страница. Добро. Да. Прочитај ме, се трудам да читам наопаку и за сега ми успева. Течам низ формите на невозможното, за повторно исконот во мене да се роди. Убава порака, убава мисла. Сакам и со рака да ви честитам. Ви благодарам јас. И да се видиме повторно, се разбира, повторно со некој убав ваков повод, ваша нова книга или ваша нова активност, ангажман. Ви посакувам успех и на фестивалот на монодрамата, ви посакувам успех и со конкурсот кој што токму вие го основавте и сега се грижите за него, Арс Лирика Балканика. Благодарам. И ви благодарам за вечерашната средба и овој убав наш разговор. И мене ми беше особено задоволство што сум дел од оваа емисија. Благодарам.